Со Богородица стоиме под крстот. Отче, прости, оти не знаат што прават. И кога дојдоа на местото наречено Черепница, го распнаа таму него и злочинците, едниот одесно, а другиот одлево. А Исус рече: Отче, прости им, оти не знаат што прават. Додека нашата блажена мајка стоеше пред крстот на својот син, таа го слушна како ги изговара овие зборови со сочувство, убедување и милост. Отче, прости им, оти не знаат што прават. Што би помислила мајка Марија додека го слушала својот син како ги кажува овие зборови за оние кои биле одговорни за неговото брутално мачење и смрт? Што би мислила таа како мајка за оваа молитва на нејзиниот син? Ова е првата од 7 реченици на нашиот Божествен Господ кажани од крстот. На многу начини тие се основни учења за целиот христијански живот. Овие зборови за простување се составен дел на тој темел. Кога нашата блажена мајка ги слушаше овие зборови на својот син, таа веднаш ги повтори овие чувства изговорени од срцето на нејзиниот син. Како што Исус силно извика кон Отецот, молејќи го за милост кон оние кои се одговорни за неговото брутално распнување. Така и нашата блажена мајка ќе извика како во една песна на милосрдие и пофалба. Нивните милосрдни срца беа обединети. Една непоколеблива песна за простување беше испеена во 2 гласа. Оној што страдаше физички и она која тивко страдаше. Да се прости безусловно, таков момент е речиси надвор од човечкото сваќање. Тоа е надвор од она што нашата падната човечка природа може веднаш да го свати. Многу често сакаме да се одмаздиме, сакаме световна правда, сакаме другите да бидат повикани на одговорност и судени за нивните грешки. Но тоа не е нашата улога. Небесниот Отец е единствениот судија. Ние имаме должност само да простуваме. И мора да го правиме тоа секогаш одново. Кој те повреди? На кого се лутиш? На кого не можеш да му простиш? Кога ќе простиме на другиот, тоа не го оправдува нивниот грев. Напротив, чинот на простување го признава гревот како претходен чин на кој му е потребна милост. Простувањето нуди милосрдие, дури кога не е побарно или не е заслужено. Милосрдието мора да биде од нас безусловно дадено и во секоја ситуација во животот заради безусловното простување кое нам ни го дава Бог. Милоста тече надолу. Размислете денес како Богородица со своји очи го гледа најбруталното постапување со нејзиниот син. Додека размислувате за неја во подношието на крстот, слушнете како Исус ги кажува тие силни зборови: Отче, прости им, оти не знаат што прават. Слушајќи ги тие зборови со нашата блажена мајка, знаете дека таа безрезервно ги повторува со нејзиниот син. Придружете се во нивната молитва и пренесете ја за оние на кои треба да им простите. Моја најдрага мајко на милосрдието, со љубов го слушаше твојот син како ги искажува тие најневеројатни зборови: Отче,
прости му, ти не знаат што прават. Овие зборови беа како стрела на милосрдие што го прободува твоето срце. И ти одговори на овие зборови со своја молитва на милосрдие за сите што сгрешија против твојот син. Драга моја мајко, моли се за мене да ја наследувам оваа молитва за прошка во мојот сопствен живот. Моли се за мене да не се колебам да ја понудам оваа милост на сите кои сгрешија против мене. Мој милостив Господи, ти не се двоумеше да им простиш на оние кои тешко ти сгрешија. Тие се однесуваа кон тебе со несватлива бруталност, но ти им прости со совршена милост. Дај ми ја милоста што ми е потребна, драг Господи, да им простам на оние што ми сгрешија. Замени го гневот и омразата со љубов и милосрдие. Пресвета Богородице, моли се за нас. Исусе, верувам во Тебе. Со Богородица стоиме под крстот.